Во понеделникот во Киев слета американскиот председател Џо Бајден со ветување за нова воена помош. Таа од почетокот на руската агресија во Украина достигна вртоглави на 30 милиарди долари. Како изгледа големата европска држава што досега ја напуштија над 10 милиони бегалци, со недоброени жртви и разурнати градови? Се најавува жестока воена пролет. На 27 овој месец во Скопје премиерно ќе биде прикажан авторскиот документарен филм "Приспивни сирени", чиј автор е Кристина Атовска, ТВ репортер и единствен новинар од Македонија, која беше на воените барикади во Украина. Украина од новинарски агол. Гостинка во Трилинг вечерва новинарот и воен известувач Кристина Атовска. Добро вечер, Атовска, и добре дојдовте во Трилинг. Благодарам за поканата. Минатата година на два пати бевте во Украина. Се очекуваат нови боишта, тенковски офанзиви. Дали може да се предвиди крајот на оваа војна? За жал тешко. Сите прво ова прашање го поставуваат, но морам да кажам дека не е толку оптимистички одговорот, барем мене не ми изгледа така кога бев таму и видов што се случува на теренот. Таму линијата на огнот постојано се поместува, но не многу, не во голема мера. Постојано трупаат оружје и двете страни, така што не можеме баш да очекуваме во брзо време војната да заврши. Бајден ветува нови тенкови. Кина и Турција се обидуваат некако да посредуваат во целиот овој конфликт. Како до компромис во услови кога Путин не се откажува од целата таа политика за голема Русија, а Зеленски не го слуша Кисинџер за откажување од одредени веќе окупирани територии? Па се уште постои еден отпор, можам да кажам, од украинската страна и да седне да преговара. Како што споменавте, во меѓувреме сите држави, сите големи сили останати ги снабдуваат страните со оружје. Тоа впрочем е она што ни кажува и дека нема многу брзо да заврши оваа војна, но со оглед на тоа како стојат сега работите, какви пораки испраќаат двете завојувани страни, не можам да кажам дека очекувам во брзо време да се изнајде мирен договор. Се случуваат некакви преговори, но на некое многу пониско ниво и само за конкретни работи, како например размена на затвореници, размена на тела, но тоа не се мировни преговори и мислам дека се уште постои еден цврст став кај украинскиот председател дека не сака да седне на маса и да разговара воопшто, а камоли па да разговара за отцепување на некои територии од Украина. Така што мислам дека дури тој разговор се сомневам дека ќе се случи во блиска иднина. Атовска, вие бевте дел од сршта на случувањата, бевте сведок на крвави бомбардирања на тенковски судири и се останато. Чувствувавте некаков страф, некаква вознемиреност? Со кого одевте на терен во тој период? Нормално, не е возможно да не постои страф, навистина не е возможно, особено не на некој. Што се случува во тој момент кога го чувствувате стравот? Како се справувате? Зависи дали е работно време или не. Тоа е најголемата разлика, можам да кажам, додека сите ние репортери таму работиме, додека сме на терен, некако не постои страф, има само фокус на работата, но кога ќе падне ноќ, кога ќе дојде оној полициски час, кога почне да се тресат зградите, целиот град од тешко бомбардирање, тогаш е невозможно да не се чувствува не било кој таму исплашен. Каква е разликата со западните новинарски екипи, затоа што бевте мноштво новинари на терен, ако може така да се нарече? За вас до последен момент немаше шлем? До последен, немаше било што до последен момент. Разликата е неспоредлива. Милиарда светлосни години. Прво, кај нас не постои воено известување како сектор во медиумите. Во секој друг европски медиум постои, тоа има неколку тимови обучени во рамки на еден медиум кои ротираат постојано. Секако дека сите се опремени со буквално се што треба, од заштитна опрема, која што е повеќе од задолжителна, затоа што дури ниту акредитацијата не е валидна без заштитна опрема, па се до неограничени финансиски ресурси, има и нормално помалите медиуми се со ограничени, но генерално европските телевизии таму се со неограничени средства. Така што разликата е неспоредлива.
каде бевте сместени во тој период, додека бевте во Украина? Имавте можност да остварите некаков контакт со новинарските екипи? Секако има медија центри, таму се наоѓавме постојано. Знаете, новинарското, кога некаде ќе падне бомба, таму е веста, па сите се собираме на исто место. Секако, цело време бевме постојано со колегите, само што не спиевме на исто место. Например, во окупиран Киев, јас спиев во подземно засолниште, во кое што ме зема украински колега кој повеќе не работи како новинар, сега е посветен на хуманитарна мисија и така и го оформил тоа засолниште. Интересно е што таму не пуштаат странци, ме зема само затоа што сум сама и жена во војна и ми рекоа не може во окупиран град да спиеш сама, да не си со остатокот од медиумите. А остатокот од медиумите спија во екстремно скап хотел кој во ниедни услови ние не би можеле да си ги приуштиме и како медиум и јас како новинар. Така што во различни периоди и на различни локации спиев на различни места. 2 пати во Харков, например, спиевме во станови знајмени од луѓе што си заминале од градот. Сега во која населба ќе се погоди станот, нели има и поопасни и побезбедни зони, во наводници побезбедни, така што во зависност од локацијата, таков ми беше и смештајот, можам да кажам. Со телефонска камера направивте документарен филм. Го носи насловот Приспивни сирени. Зошто токму овој наслов? На почетокот, кога стигнав и кога ја слушнав првата сирена во 3 пополној, кога се разбуди во бунило, реков, зарем вака изгледа. И тоа е всушност мирен град, каде што има сирени кои предупредуваат дека може би треба да те разбудат, да се засолниш. И тоа е безбеден град. Не во небезбеден град има само една сирена која само го означува почетокот на полицискиот час, а бомбите паѓаат непрестано, и дење и ноќе. И таму нема сирени кои треба да предупредат дека треба да се сокриеме. Едноставно не постојат тие сирени, така што тоа е најопасно место. И некако многу добро се вклопи тој наслов во наративот кој го користам во филмот, меѓу другото и со сирените, и токму затоа го одбравме тој наслов. Атовска, ви затрепери раката додека собиравте кадри од убиени цивили? Не е возможно. Не е возможно да нема никаква реакција, само што кај нас новинарите мислам дека шокот или најтешкото доаѓа подоцна, веднаш откако ќе завршиме работата. Од кога ќе ги собереме кадрите, дури подоцна мислам дека стануваме свесни за тоа што све сме виделе или снимиле на терен. И навистина едно многу лошо чувство. Треба некој период за да излезе тоа од систем, некако треба да се исплачете, мора некако тоа да се извади од систем. Навистина е грозоморно, мислам. Не верувам дека никогаш ќе го кажам ова, ама дури тешко ми е да најдам доволно адекватен збор со еден збор да опишам состојбата, тој масакр во Буча и како изгледаше таа улица кога влегов таму. Така изгледаат барикадите кои се поставени по целиот град. Го споменавме во текот на разговорот военото репортерство. Во Македонија имаше новинари кои ги следаа оние југоконфликти, судирите на Косово, судирите со ОНА. Меѓутоа, класично воено репортерство во земјава речиси да не постои. Не постои. Не постои. Не е речиси, едноставно не постои. Тоа е она што ни недостига. Ни недостига техника, ни недостига кадар, ни недостига... Апсолутно не ни недостига техника. Од се што ни недостига, тоа е единственото нешто што не ни недостига. Ете доказ за тоа дека може и со мобилен телефон не само да се известува, туку да се направи цел документарен филм. Јас имав и линковски вклучувања наутро во емисијата Утрински брифинг, попладне снимав и сето тоа од еден телефон. Така што техника сигурно не ни недостига. Не недостигаат финансиски ресурси во медиумите, одвоени за таа конкретна работа. И најважното од се е дека недостига обучен кадар. Морам ова да го кажам, затоа што војната не е едноставна работа. А сметате дека постои во Македонија кадар кој што може да обучи кадар за ваква намена? Апсолутно не. Јас имам од студентските денови добра американска
обука, кој на вистина добро, тоа е цел предмет на факултет практично. Така што не сметам дека овде има кој да обучи новинари за такво нешто, но во секое време можеме да побараме помош. Например, ево во Европа има многу добри академии кои нудат курсеви конкретно за оваа работа, конкретно за новинари и хуманитарци кои одат во воени зони, како да изгледаат, како да се однесуваат, што треба да носат, што да прават во конкретни опасни ситуации. Без тоа не може да се тргне на терен. И следствено на ова постои желба кај новинарите во Македонија да се занимаваат со воено репортерство? Не постои. Јас барем не ја гледам. За мене желба, кога си има желба за нешто, значи да се преземе и конкретна акција. Јас сум ја имала желбата, сум работела во студентски денови да соберам пари за да си ја платам таа обука, сум се обучила затоа што имам желба. Сега отидов затоа што имам желба. Она што е желба мора да донесе и конкретна акција. Не гледам акција кај нашите колеги дека било кој било што презема по тоа, не само во военото репортерство, генерално и за другите жанрови, во другите сектори во новинарството, нема многу голема желба за дообучување, за напредок. Ние сме заглавени во некој балон во кој што со години дискутираме едни исти теми кои не водат никаде, само се вртиме во круг. Ние константно зборуваме само за проблеми, никој никогаш не нуди решение. Атовска, како живеат новинарите денеска во земјава? Лошо. Катастрофално. Не знам кој друг збор да го кажам, ама навистина лошо. Новинарите се најслабо платени, најмногу нападнати, изложени на јавен линч во едно вакво општество во кое што сите нужно се или црно или бело, никој никогаш не ја гледа средината, повеќе никој не слуша две страни, така што мислам дека ова е еден од најлошите моменти во новинарството. Па да, новинарите кај нас никогаш не биле на едно достоинствено ниво, освен во далечните години, во МТВ сега и таму не е таква состојбата, но генерално не можам да кажам дека добро живеат колегите или новинарите во оваа држава од сите аспекти. Прво, не се финансиски стабилни, второ, се постојано изложени на мобинг внатре во редакциите,ускратени им се можностите за напредок, изложени се на опасности од надвор или закани, тужби, на кои што нивните медиуми не ги штитат, така што многу е тешко сега да сте новинар во Македонија. Вашиот борбен дух ве следеше и во потрагата по пребеганиот екс-премиер? Да. Малку повеќе за тој период? Што конкретно? Тоа беше период во кој што тогаш работев во 1 каде што можеби е единствената телевизија во која што не сум можела да се пожалам за ресурси, кога пише Груевски во, ако не се лажам, околу 17 часот попладне, дека е во Будимпешта во 17:30 веќе бевме тргнати, без да се молиме, убедуваме дали треба или не треба да се оди, едноставно за 20 минути се ми беше договорено, средено, пратено, возач, снимател, се што треба за да тргнам. Мислам дека вистинското новинарство тоа го предвидува. Тргнување сега одма веднаш на лице место, тоа е тоа што треба да го прават новинарите. Имаме ни еден синдром кој во последно време станува се посилен и посилен, а тоа е оние кои најмногу седат позади компјутер да мислат дека се најголеми експерти. Истото ќе се надоврзам, ми се случува и сега кога разговарам со луѓе за Украина и сите мене ме убедуваат дека некои работи не се такви какви што мислам. Ама мислам дека тоа е вистинското новинарство, одење каде што е приказната во оној момент во кој што се случува. Во воена база, која во моментов, тоест на почетокот на војната служела за тука да чуваат хеликоптерите, но почнаа да не стрелат, веќе не знам кој пат и повторно трчам назад кон подрумот. Атовска, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка. Ви благодарам за поканата. Го следевте разговорот со Кристина Атовска, новинар и воен известувач.